Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Струшката противпожарна единица воспостави 24-часовен мониторинг на регионот. Екологистите бараат повисок степен на заштита на рибниот фонд од криволовци. Решен деценискиот еколошки проблем во Лабуниште. Престојнава година ќе се реконструира Охридскиот студентски дом. Нови цени на горивата од полу. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес постуденото утро, во текот на денот времето сончево со локална облачност, но студено. Дневната температура само 9 степени. Во текот на ноќта кон вторник ведро со локална облачност, но студено. Во котлините појава на магла. Во вторник во југозападна, северозападна и северна североисточна Европа. Времето нестабилно со врнежи од дожд проследени со ветар, но релативно топло. Ке има пораст на температурите. На крајниот север, североисток, како и на исток од континентот, врнежи од снег во останатите делови од Европа, поле на висок воздушен притисок кој ќе донесе стабилно време со локална облачност. На Балканскиот полуостров во вторник времето претежно сончево. Ке има појава на локална облачност и ќе биде свежо. На крајниот север на полуостровот облачно време. Максималните температури на Балканот утре од 1 до 14 степени. Во Македонија во вторник понекаде магловито, но и студено утро, со дополнителен пад на утринските температури кои ќе се движат во интервал од -6 до +3 степени. Во текот на денот времето претежно сончево со локална облачност и свежо со слаб југоисточен и југозападен ветер. Максималните дневни температури утре во Македонија од 3, односно 9 степени Целзиусови. Во Охрид во вторник времето претежно сончево, ке има појава на локална облачност и ќе биде свежо, минималната 0, а дневната 6 степени. Во среда и четврток студено утро со температура од -2, односно 0 степени, а во текот на денот сончево со локална облачност и дневна температура од 6, односно 10 степени. Во петок во Охрид времето ќе биде умерено облачно, ке има повремени сончеви периоди, минималната 1, дневната 8 степени Целзиусови. Ресторан Далга. Данкат, ваш партнер, село Мистришево, Струга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Овој декември сладки изненадувања со Тамаро и Нутрино Јуниор. Сладок декември за најсреќни празници. Многу сладки изненадувања, подароци и награди на Супер Радио. Уште и изненадувања за нашите најмлади пријатели од детските градинки и многу насмевки за најубава нова година. Сладок декември со Тамаро и Нутрино Јуниор.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Противпожарната единица Струга воспостави 24-часовен мониторинг на регионот. Со посебен сензорен систем и камери се мониторира состојбата во градот, селата и шумите во регионот. Струшките пожарникари годинава имаат 280 интервенции. Противпожарната единица во Струга воспостави сензорен систем за детектирање на пожари. Базата е во седиштето во Струга, а антени со камери се поставени на повеќе локации во градот и струшките села. Целта е 24-часовен мониторинг, брзо откривање и следење на пожарите во непристапни терени, во шумските појаси, селата и во градот. На две места имаме, по 5 камери, се една антена имат 5 камери, и фашат сегде. Секој село го фаштат. Овој проект и овие камери што го имат, кажвид, ке шо има чат, дава сигнал. Сензорот од чат, ке шо има, шо горит, дава сигнал. Противпожарната единица во Струга изминатава година имаше 280 интервенции, од кои голем дел шумски пожари, но и опожарени куќи станови и објекти. Најголем дел од пожарите во објектите се поради неисчистени оџаци или неисправна електрична инсталација. Да се чистит пред да иде зима, да се чистит оџаците. Од оџаците многу пожари имат, многу куќи горит, многу станови и идат на тој проблем. Струшката противпожарна единица имаше и голем број интервенции при спалувањето на трската во Охридското езеро. Струга има 40 пожарникари, 4 опремери противпожарни и едно навално возило, кои покриваат теренот над 100.000 жители. Рибократците не запираат, секојдневно ги пустошат ендемичните риби за кои долг период наназад се предупредува дека се на рап на исчезнување. Екологистите бараат да се подигне степенот на заштита на езерото од криволовците. Акциите за откривање и спречување незаконит риболов не се доволни за заштита на рибниот фонд на Охридското езеро. Она што го запленуваат полициските службеници од полициската станица за граничен надзор Охридско езеро е само мал дел од нелегалниот улов кој завршува на црниот пазар. Безмилосно изловување на пастрмката и белвицата, па дури и во време на мрест, ја доведува ендемичната риба на раб на исчезнување. Екологистите сметаат дека треба да се подигне степенот на заштита на рибниот фонд на езерото. Сигурно има овој нелегален улов, бидејќи економската ситуација за жал го налага тоа, луѓето се вртат кон криволов и на рибата, меѓутоа и опустошување на шумите во Охридскиот регион. Така што сметам дека можеби треба да се размислува и за физичка заштита на езерото или заштита преку софистицирани системи, односно видеонаблюдување на оние места каде што се очекува дека би навлегле рибокраци. На тој начин езерото би се штитело на многу поголем, повисок степен. Дополнително негативно на рибниот фонд влијаат и постојните осцилации на нивото на вода на Охридското езеро. Тие нагли осцилации се опасни, бидејќи со самото смалување на нивото и на водата во каналот се намалува и количеството на кислород, а доколку таму се наоѓаат одреден број на видови, тогаш нормално дека ќе дојде до помор на рибите, бидејќи недостасува кислород и на тој начин се случуваат такви помори, односно еколошки инциденти. Во услови кога Охридското езеро нема концесионери и рибочуварска служба, рибниот фонд од Криволовци го чува езерската полиција. Граѓанскиот сектор апелира инспекцијските служби со засилени контроли да се вклучат во заштита на рибниот фонд. Решен деценискиот екопроблем во Лабуништа, исчистена и затворена за одлагање отпад дивата депонија. Отпадот од најголемото село во земјава со 9000 жители ќе се транспортира на Струшката депонија. И депонијата во Струга, која е лоцирана во самиот град, е нестандардна и дива, но организирана и редовно се одржува, велат од општината. По децениско спалување и загадување на животната средина конечно решен проблемот со дивата депонија во Струшко Лабуништа. Локацијата е комплетно исчистена, поставени се екотабли за забрането одлагање отпад, но и камери за надзор. Акцијата за расчистување на децениската дива депонија во Лабуништа ја поддржаа еколошките друштва, жителите и бизнес заедницата. Отпадот од најголемото село во земјава, кое број 9000 жители, ќе се транспортира на Струшката депонија.
Сметаме дека со ова се решава еден голем долгогодишен проблем од еколошки аспект, значи и за сегашноста и за иднината оставаме значи една почиста животна средина за нашите идни генерации. Транспортот на сметот од Лабуништа до Струга ќе ги зголеми трошоците на јавното претпријатие Хигиена, но оттаму велат ова е засега најдоброто решение. Имаме дополнителни трошоци, ама со зголемена наплата, со подршка од општината имаме можност да се носиме со целата таа. Месечно ќе одат околу 60 кубика отпад. Пресуван отпад, значи затоа што имаме специјално товарно возило камион во кој се пресува. Иструшката депонија која е лоцирана во самиот град е нестандардна и дива, но организирана и редовно се одржува, велат од општината. Активистите пред една година поднесоа граѓанска тужба против депонијата во Струга, која тврдат дека ја загадува водата, почвата и има штетни последици врз здравјето на луѓето. Зградата стара речиси 6 децении во која е сместен Охридскиот студентски дом, конечно ќе се реконструира следнава година. Фотоволтаици, обнова на електрична опрема, реновирање на санитарни инсталации и безбедносни мерки предвидуваат градежните зафати за рехабилитација и модернизација. Реконструкцијата е дел од проект за подобрување на енергетската ефикасност на студентските домови ширум државава, што ќе се изведува во неколку фази, што треба да завршат во рок од 3 години. Студентскиот дом Никола Карев Охрид ќе се реконструира следната година. Речиси 6 децении старата зграда во која е сместен Охридскиот студентски дом ќе биде структурно зајакната, ќе се подобри енергетската ефикасност како дел од владиниот проект за рехабилитација на државните студентски домови. Градежните зафати предвидуваат и реновирање на санитарни инсталации, обнова на електрична опрема, безбедносни мерки, стандардни работни соби, со цел да се подобри средината на живење и учење на студентите. Жарко Куциновски, директорот на Охридскиот студентски дом, вели дека со ова значително ќе се подобрат условите и ќе значи спас од притисокот на енергетската криза. Завршени се тие проектни задачи сите. Моментално мислам дека тука некаде треба да бидат при крај и тендерите. Сето тоа си го обавува Министерството за образование и наука. Тука ќе биде опфатен целиот студентски дом. Значи фасада, покрив, канцеларии, соби, кујна, ресторан, рецепција, све што. Пишува ли дека и панели? Да, ќе има и панели, сончеви панели кои што ќе на некој начин ќе произведуваме и струја. И таа струја ќе видиме после со договор со Евана дали ние можеме да ја продаваме, односно да правиме некоја компензација со нив. Градежните зафати ќе започнат токму на стартот на новата студентска година. При тоа, за да не се намали капацитетот и студентите да не останат на улица, реконструкцијата ќе се реализира во неколку фази, потенцира Куциновски. Се договоривме на некој начин тоа да се започне спрат по спрат, за да можат студентите да бидат, пак ќе речеме, во зависност од бројот на студенти. Ако е оваа бројка што имаме, ќе можеме тогаш да ги префрлуваме на први и втори, ако се реновира четврти и трети и покривот нормално горе, кровот. Се надеваме дека ќе биде успешно, дека нема да имаме никакви проблеми. Ако евентуално се јават некои проблеми, односно поголем број на студенти, тоаш ќе мораме некако да бараме некое друго решение, односно децата да бидат сместени дали во средношколскиот интернат, ако има место, тоа ќе се договориме, односно од Министерството за образование и наука ќе ни даде насоки после тоа што ќе биде. Предвидената рехабилитација и модернизација на државните студентски домови е проект вреден 20 милиони евра од Германската развојна банка. Истиот треба да биде завршен 3 години од започнување на градежните активности. Утре и задутре денови на кариера во Охрид. Настанот ќе се одржи во просториите на касарна ХАП во период од 12 до 18 часот. Целта на настанот е младите да се запознаат со можностите што се нудат од IT компаниите во Охрид, а компаниите да се промовираат и запознаат со потенцијалните вработени. Настанот е отворен за сите кои сакаат да учествуваат. Заинтересираните ќе имаат можност да проследат панел дискусија "Јас меѓу пазарот на труд и образованието", презентација какви работни позиции постојат во IT компаниите и кои вештини се бараат, да ги разгледуваат штандовите на компаниите, да споделат искуства со вработени во IT секторот, како и да имаат интервјуа како потенцијални кандидати за вработување.
Настанот е овозможен преку проектот Охрид Go, финансиран од Европската Унија, а го спроведуваат Општина Охрид и Stellar Solutions Скопје. Цената на дизел горивото и на екстра лесното масло за домаќинство од полнок се зголемува за половина денар по литар, а мазутот поевтинува за 0,137 денари за килограм, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. Со одлуката се врши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 0,18%. Новата малопродажна цена на евродизел ќе изнесува 81 динар за литар, на екстра лесното масло за домаќинство 79 денари за литар, а мазутот ќе чини 39,233 денари за килограм. Евро Супер БС 95 и понатаму ќе се продава за 76, а Евро Супер БС 98 за 78,5 денари за литар. Од регулаторна посочуваат дека референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар во споредба со претходната пресметка бележат намалување кај бензините во просек за 0,374%. Кај дизелот има зголемување за 1,445%, кај екстра лесното масло зголемување за 1,59% и кај мазутот зголемување за 0,081%. Курсот на денарот во однос на доларот е понизок за 0,171%. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Србите на северот на Косово и Метохија 10 ден се на барикадите поради апсењето на нивните сонародници и присуството на косовската полиција на северот на покрајината. Поставени се барикади во општините Звечан, Зубин, Поток и Лепосавиќ. Административните премини Јариње и Брњак се затворени бидејќи косовската полиција ги затвори, откако србите започнаа протести и поставија барикади. Ноќта на барикадите на северот на Косово и Метохија помина мирно, а србите кои се на барикадите во Рудар денес ќе го слават Свети Никола. Србите велат дека не се откажуваат од барањето Милјан Аџиќ, Дејан Пантиќ и Сладјан Трајковиќ да бидат ослободени, како и специјалците на косовската полиција да се повлечат од северно Косово. На северот на Косово има зголемени патроли на КФОР, хеликоптери повремено прелетуваат над барикадите и административните премини. Присуството на косовската полиција е особено видливо во мешани средини на премини меѓу јужниот и северниот дел на Косовска Митровица. Угостителските објекти на северот на Косово се затворени. Во последните руски напади врз Киев и неговата околина, утринава била погодена витална инфраструктура, соопштија украинските власти, додавајќи дека системи за противвоздушна одбрана уништили околу 15 од 20 беспилотни летала насочени кон главниот град. Русија употреби 35 беспилотни летала Шахид од иранско производство во нападите врз Украина утринава, од кои 30 биле уништени, соопшти од украинската воздухопловна сила. Вооружените сили на Украина соопштија дека беспилотните летала биле лансирани од источниот брег на Азовско море. Градоначалникот на Киев Витали Кличко изјави дека според првичните информации нема загинати или повредени во нападот на главниот град на Украина, а медицински тимови се на места на нападите во областите Соломјанск и Шевченки. 5 лица се убиени во пукање во стамбен комплекс во предградие на Торонто, соопшти канадската полиција. Началникот на регионалната полиција на пресконференција рече дека полицајците примиле дојава за пукање во зграда во Вон, град северно од Торонто. Полицајците пронашли неколку мртви лица кои пристигнале на интервенција. Едно лице кое настрадало во престрелката е пренесено во болница и лекарите очекуваат да преживее. Единицата за итни случаи работи на расчистување на зградата за да можат евакуираните жители да се вратат во своите домови. Идентитетот на жртвите како и мотивот за пукањето не е објавен. Полицијата изјавила дека инцидентот бил најстрашниот повик на кој биле сведоци во нивната кариера. Повеќе од 30 лица се повредени, 11 потешко кога авион кој летал за Хонолулу во американската држава Хаваи влегол во големи турбуленции. Летот ЕНА-35 влезе во област со силни турбуленции, но безбедно слета во Хонолулу во 10 часот и 50 минути, се вели во соопштението на Hawaii Airlines, објавено на Твитер. Едните служби во неделата лекувале 36 пациенти со различни повреди, од кои 11 се префрлени во локалните болници во тешка состојба, објавија локалните весници. Портпаролот на авиокомпанијата додаде дека Airbusот А330 превезувал 278 патници и 10 членови на екипажот и влегол во зона на турбуленција додека се приближувал до островите. Тоа е се во првиот дневник. Ви благодарам на довербата. Довидување.